Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës Rishtazi. Sot do të flasim për Bashkimin Evropian dhe ngecjen që Maqedonia e Veriut ka në këtë rrugë. Në fakt duket ndoshta një temë demode, megjithatë ka qenë një nga premtimet kryesore të kësaj qeverie, por gjithashtu është qetësuese kjo çështje, sidomos pas raportit të Bashkimit Evropian, raportin e progresit të Maqedonisë së Veriut. Dhe të ftuar sot kam një kolege gazetare, një mike, Katerina Sinadinovska. Kate është një nga djegëset më të rëndësishme të procesit të integrimeve. Ajo bën dhe një emision që quhet Agenda 35, që lidhet pikërisht me proceset e integrimeve dhe në kohën e fundit thuajse ka intervistuar shumë zyrtar të lartë të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Kate, fala što si dел от овој подкаст. Благодарам за поканата. Само што најавив и кажав дека ти си новинарка, ние сме нели пријатели, се знаеме многу години, но исто така дека ја правиш емисијата Агенда 35, која апсолутно се поврзува со евроинтеграциите, но во последно време исто така се имала интервјуа и со многу челници од земјите од Европска Унија и може да зборуваме токму за ова перспектива. Дали фокусот за Европска Унија е дефокусиран? Па сакам токму од тука да те прашам, дали те изненади прво извештајот кој не беше многу славен за нашата земја? Не, извештајот не беше изненадување, мислам можеби само за луѓе кои што не ги следат процесите на интеграција, но за нас кои што го следиме и процесот на реформи, но и самиот процес на политиката на проширување во рамките на ЕУ не беше никакво изненадување. Зошто не беше изненадување? Сепак луѓето, граѓаните сакаат да гледат напредок, а еден од најлошите извештаи. Тоа може да се дебатира дали бил еден од најлошите извештаи, меѓутоа речникот на ЕУ и тој делумен напредок, нема напредок, малку напредок и така натаму е нешто како кога имате пораст на БДП кај нас. Па сега кај нас имаме 2 или 3% пораст на бруто домашниот производ, па владата која и да е, се фали дека направила бум или дека нема рецесија. За да има навистински напредок во економијата, вие треба да имате пораст од 7, 8, 10, 15%. Тоа го кажуваат сите економисти, така и во европските интеграции. Значи, дали има делумен или мал напредок, нам ништо не ни значи. Нас ни значат вистински реформи и тоа не носени на хартија, туку имплементирани на дело. Тоа не се случува. И за жал тоа не се случува не само кај нас, туку тоа не се случува дури во земјите кои што условно кажано имаат многу пославен извештај од нас. Кога ќе зборуваме и кога граѓаните ќе ги слушаат овие фрази, реформи, одење напред, тоа ми беше и поентата, дека многу фразеологија. Изгледа ништо дека е не реално, се уште ништо реално, а од друга страна имаме изјави нели од најбитните политичари кои викаат дека токму европската интеграција е најбитното нешто на државата. Како ова да го споеме за да можат и луѓето, но и властите да осеќаат притисок дека стварно ние назадуваме во процесот на реформи? Проблемот со европската интеграција и со таа фразеологија, со тие флоскули кои што се користат, е што се гледа низ призмата на дневната политика, за жал. Значи, кај нас темата со европските интеграции одамна веќе е претворена во поле за битка помеѓу опозицијата, власта, како и да се менуваат тие, и за добивање на дневни политички поени, за добивање на власт, за губење на власт и за така натаму. Никој не се осврнува на суштината на процесот, кое што значи реформирање на земјата согласно европските стандарди, без разлика дали ние некогаш навистина би станали или нема да станеме членки на ЕУ. Нас патот на европска интеграција ни е потребен за нас самите, за нашите граѓани, за подобрување на стандардите во секој сегмент на животот, без разлика на конечниот исход и како тој исход на крај ќе изгледа од аспект на дали ќе бидеме полноправна членка, дали ќе има некакви измени во самата Унија како што се наговестуваат и така натаму. Тоа не е фокус, за жал, како што го спомена на почетокот и сам, тој дефокус се должи, како што реков, на отруеноста со дневна политика на процесот. Тоа е ужасно погрешно и ужасно штетно. Кај нас, за жал, и многу од експертските анализи се водат низ таа призма на дневна политика. Малиот број на сериозно информирани think tank организации, граѓанско општество дел, медиуми, кои што го следат процесот суштински,
малку абстрахирано од оваа битка, таа дебата некако се губи и ние на крај повторно го сведуваме, имате претенички прашања во парламент, имате власт и опозиција кои што се буквално онака површни ја следат таа дебата. Но еве ајде да бидеме директни во овој контекст. Еден изговор е проблемот со Бугарија. И тој постои и очигледно не може да се занемари. Но дали би било доволно тој проблем, според вас, да се стопира целиот друг реформски процес? Бидејќи извештајот нели нотира застој. Убаво кажавте, и за мене тоа е само изговор. Факт е дека таа пречка или тој проблем нас не овозможува од продолжување на формалниот тек на преговорите. Тоа е факт, неспорен, и факт е дека навистина штети од аспект на енергија, ако сакате, на динамика на процесот и така натаму. Но апсолутно тој проблем нема никаква врска со начинот на кој што ние ги имплементираме реформите во судството, реформите во јавната администрација, реформите во било која област. Зошто ваму стоиме? Стоиме практично на двете места. Зошто стоиме и политички од аспект на решавање на проблемот, но и реформски. Дека нема никаква конекција е наивно да се каже, нормално дека има тука на некој начин обесрабрување на силите кои што сакаат да се надмине тој проблем, затоа што е комплексен, комплициран, меѓу делот поентите и тоа дека главните критичари на францускиот предлог, не зборувам за оние кои што го критикуваа низ политичка призма повторно, туку за оние познавачи кои што знаеа што и кои опасности тој предлог ги крие од аспект на самиот процес, меѓу другото предупредуваа дека со прифаќањето ние ќе се префокусираме со Бугарија, дека ќе се преобремени целиот процес со билатералното прашање и дека копенхашките критериуми ќе одат во заборав. Тоа го предупредија не само нашите, туку го предупреди австриската министерка, Пленковиќ, хрватскиот премиер, ако сакате, и така натаму да не редам кои се. Сега каде сме ние застанати? Имаме еден политички проблем кој што навистина треба да се адресира. Имавме локални избори, за жал во Македонија, јас тоа не можам да го разберам, меѓутоа нашата политика е таква да ние највисоки носители на власта секогаш се вклучуваат во локална кампања и буквално нешто што за мене треба да го водат луѓето кои што се носители на листи, треба да се градоначалници така натаму. Значи сакам да речам дека изборите одзема дел од вниманието, но сега сето тоа заврши. Да, ова е точно така, но дали е проблемот во концептот, во тоа што овие власти сакаат, бидејќи ако не ја сакаат интеграцијата, изговори ќе се најдат локални избори ова. И сакам да се вратам во контекст на тоа за проблемот со Бугарија. Еве да прифатиме дека е проблематичен и можеби решението не е добро, нели? И за тоа има дилеми, но еве за овој разговор за да ја објасниме целта. Еве да кажеме дека не е тоа што можеби би можело најдобро да се добие. Решението не е добро и за тоа нема дилеми. Да беше решение, немаше да имаме проблем. Например, Преспанскиот договор беше решение, влеговме во НАТО. Тука имаме проблем, проблемот не е решен. Јасно, друга ми беше поентата. Да, и сега ако еве прифатиме дека сепак има немаме решение. Но има други представници во нашето општество што викаат дека и не е лошо решение. Но не сакам во тоа да влезам. Поентата ми е следна. Ако веќе се прифаќа дека да речеме еве не е добро решение, што понатаму? Дали одговорноста што државата ја има за тој договор ќе се фрли? Кој е чекорот? Сите челници, европски челници викаат дека сепак сериозна држава ако потпишала некој договор, мора тоа барем да го спроведе. Но не сакам да се занимаваме токму во овој контекст за тој момент, него за целиот менталитет на власта, дали воопшто се сака да се оди напред. Контекстуелно, значи оставено во контекст и ставено во поширока смисла, се разбира дека кога вие доаѓате на власт, заедно со многу успеси,
секогаш претходната влада имала и добри работи кои што ги направила, барем во една, две, три сегменти, како и да. Дури владата на Груевски, нели, која што замина прилично неславно во еден голем пакет на сериозни проблеми, така како што замина, го гледаме сега и самиот екс-премиер, нели, е во азил, па и од претходната влада имаме вице-премиер кој што исто во азил. Дури и такви едни влади зад себе оставаат добри моменти. Меѓутоа, вие кога доаѓате на власт, наследувате и проблеми. Наследувате нешта кои што се погрешни и се лошо спроведени или не се решенија, туку се продавале како решенија. Одговорноста е повторно кај вас. Вие сте дошла, вие сте тие кои што имате сега целата власт и вие мора да барате чаре напред. Значи, апсолутно не сакам да ја амнестирам од одговорност актуелната влада од аспект на барање на решение за понатаму. Тие не се виновни за тоа што го наследила, не се виновни за структурата на пакетот, која што е апсолутно погрешна, меѓутоа сега имаат одговорност да бараат што понатаму, затоа што земјата е де факто заглавена во политичка смисла. Во смисла на реформи, апсолутно имаат повторно друг тип на одговорност, а тоа е да ги спроведуваат без разлика на тоа дали Бугарија во приказната или не е. Јас повеќе сакам тука сега да се фокусирам на вториот дел. Што е она што нам како држава ни пречи ние да ги спроведуваме нашите обврски без разлика на проблемот кој што го имаме билатерален. И зошто не можеме паралелно да ги решаваме двата сегменти. Јас мислам дека ова општество има капацитет. Ние имаме сериозни познавачи на процесот, за жал недоволно се присутни или недоволно ги слушаме. Еве само неколку ќе споменам. Неодамна излеза професор Огнен Вангелов со неколку предлози како да се надмине решението. Излезе Драган Тилев, кој што е име и тоа какво во процесот на европските интеграции. Тука се неколку think-танкови кои што се занимаваат со ова. Нивните предлози, нивните идеи треба да се стават на маса и сите луѓе кои што се со честни конструктивни намери да седнеме на маса, да зборуваме искрено и конструктивно и да видиме како ова понатаму да се реши. Председателката Гордана Силјановски имаше една идеја, нели спомена дека треба некакво соломонско решение да се најде. Да, ова е во таа насока, но јас тука сум повеќе на линија со почитуваниот господин Габер, кој што кажа дека тоа решение нема да падне од небо. И навистина ние не можеме да очекуваме дека тоа решение ќе ни дојде од Брисел или од самата ЕУ. Во ЕУ во моментов дебатата е друга, не е Македонија. И не е ни Балканот, за жал. Токму тука, во контекст на се што се случува, меѓународна политика, сериозни глобални кризи, дефокусирањето од европскиот процес, што би значило за Македонија? Токму така, значи ние сега, 3 години после тој лош пакет, зборуваме во една малку видоизменета глобална ситуација. Ако порано беа мирнодопски услови, условно речено, сега имаме ситуација кога имаме крајна неизвестност во геополитичка смисла. Не знам дали нашата публика следи, меѓутоа Западна Европа, Северна Европа особено, тие живеат во една воена хистерија. Значи, таму наративот е дали воопшто ќе има војна на европско тла. Значи, ние зборуваме повторно за една крајна нестабилност, крајна неизвестност, а доаѓаме од регион кој што нема многу славно минато во однос со конфликти, воени конфликти, тензии, етнички превирања, верски превирања, ако сакате и така натаму. Ние имаме должност да си го гледаме сопствениот интерес во една ваква мешавина на геополитичката сцена. Апсолутно дека нема добри реперкусии за нашата држава и за нашата стабилност тоа што се случува во Европа. Но еве сакам да го заокружам моментот со Бугарија, во кој контекст? Дали кога ги среќаваш европските челници во склоп на емисијата што ја правиш, која порака ја праќаат? Бидејќи, еве, повторно ќе кажам, риторички, окей, прифаќаме, може би бил лош предлог, да речеме. Но ако нема визија за понатаму, како они гледаат на овој момент и кон државата, и кон властите, бидејќи ако седиме на место и кажуваме да, Бугарија е виновна за се, ние што понатаму? И колку е ова според нивни очи, колку е ова сериозно на крај крајева за една држава? Да, така е, тоа се јавни пораки, не е нешто што мене ми го кажуваат во 4 очи, туку го кажуваат и на интервјуа, ако сакате тука беше и самиот Кошта, кој што кажа дека апсолутно треба да се
се бара чаре напред. Не е точно дека во Европската унија нема расположение за помош во изнаоѓање на некакво креативно решение. И не е точно дека е земи или остави ситуација. Во дипломатијата тоа го нема. Кога имате проблем, имате нова политичка реалност. Ми имале претходна влада, сега има нова влада. Тоа има нова политичка реалност на маса. Апсолутно дека ако вие бидете иницијативни, ако вие наоѓате пријатели, ако вие наоѓате релации со земји членки, со гласни луѓе, со битни луѓе во самата ЕУ, апсолутно дека чари мора да има. Меѓутоа, ние мора да бидеме проактивни. Пораките се, да, тоа беше лош пакет, меѓутоа вие прифативте. Ние не сме за билатерализација на процесот, меѓутоа билатерализацијата е веќе случајна. Што правиме понатаму? Тие чекаат од нас активност. Тие чекаат ние да бидеме тие кои што ќе излеземе на маса и ќе нудиме решенија. Знаете како се вели во дипломатијата? Ако не сте на масата, вие сте на менито. Значи треба да бидеме на масата, да не бидеме дел од Дали е обробот. чувството дека намерно не се сака да се најде решение? Има различни мислења, да, има и такви струи кои што сметаат дека намерно се блокира тој пат, но јас искрено не верувам во тоа. Мислам дека дури од прагматични причини, вие ако сте премиер на една вака мала земја, вас политички капитал вие да почнете преговори да ја внесете. Сепак да имаме на ум дека мнозинството граѓани во земјава се силни поддржувачи на европските интеграции. Покрај се што се случи, дури сега имаше една презентација баш минатата недела од еден регионално истражување каде што ние заедно со Албанија сме се уште најголеми верници во европската идеја. И ако вие го имате мнозинството на луѓе, тука зборувам и за припадници на ВМРО ДПМН, нивните членови сакаат во ЕУ. Значи за вас е само плюс вие да го одмотате клопчето. Така што во тие приказни дека тие намерно нешто држат државата во заложништво или така натаму не верувам. Повеќе верувам дека се нема јасен фокус и дека се нема јасна иницијатива, меѓутоа тоа треба да се промени. Но еве критичарите ќе речат токму заради тоа, бидејќи луѓето сакаат Европска унија, декларативно го имаме тоа искажување, во праксата ништо не се прави и се обвинува само Бугарија. Ама тоа не може да трае вечно. Затоа што ако луѓето навистина сакаат во ЕУ, ќе притискаат за тоа. Ако вие видите дека вашата влада ве подлажнува, условно кажано, или дека ве влече за нос, година, две, вие веќе нема да толерирате. Да, точно се дава простор. Еве тука поддршката на граѓаните да се изнајде некакво решение. Меѓутоа тоа не можете да го продавате за секогаш. Се разбира дека незадоволството ќе расте и дека луѓето ќе бидат се по директни во барање и во да се испорача таа одговорност или да се испорача тоа ветување за европската перспектива. Македонија нема друга алтернатива. Значи да не бидеме наивни. Ние сме обкружени како регион, не само ние, сите наши соседи, ние немаме друга алтернатива. Ние не можеме да си продаваме приказни дека имаме иднина надвор од Европската унија каква и да биде. Ние сега знаете како, преокупирани сме со некакво размислување за тоа како ќе изгледа Европската унија во иднина, па како нашето место ќе биде таму, дали ќе бидеме во втората лига, третата лига или како и да. Тоа не е наша работа. Ние мора да знаеме дека одговорноста е Македонија да биде во возот што се движи. Како и да ќе изгледа таа иднина. Еве, токму тука има гласини или ставови, да кажам, кои викаат дека намерно се предизвикува евроскептицизам со овој начин, бидејќи ако цело време обвинуваш дека Европската унија е крива, ние имавме изјавата на председателката, нели, која кажа тука има две страни, не е само тој што те оценува, него и оценувачот. Тоа знаете како. И сето тоа, дали тој наратив за поттикнување евроскептицизам се прави со цел токму за после некое време да кажат па еве граѓаните не сакаат веќе ЕУ. Знаете како, тоа е и вие имате како носител на највисока власт во една држава, председателство на држава, имате легитимно право да кажете кога гледате двојни аршини, кога гледате некакво непочитување на европските вредности, се е тоа нелегитимно. Но тоа мора да оди рака под рака со, пак ќе кажам, иницијатива, проактивност за решенија, контакти, средби. Председателката има полно право тоа да го каже, но истовремено таа има и полна одговорност да биде постојано присутна секаде каде што се носат вистински одлуки, да има извонредни дневни, ако сакате, контакти со највисоките челници на Европската унија. Таа мора да биде некој кој што ќе нуди решенија, нема само да детектира проблеми. Тоа можеме ние да го правиме. Не имаме луксус, и ако сакате да кажеме комоција, како граѓанско општество, како медиуми, да критикуваме без
без некакви решенија. Меѓутоа и тоа не е конструктивно. На крај на денот и од нас треба да се очекува некаков вид на решенија. Секогаш се залагам кога гледате проблем, лоцирајте го проблемот, понудете и решенија, бидете креативни, бидете конструктивни во таа критика. Кај на што е проблемот назим? И мора ова отворено да го зборуваме. Имаме два тоа екстреми. Тоа е целта, Кате, тоа е целта. Ние мора да зборуваме отворено. Така, да бидеме искрени. Која е позицијата, без разлика дали ни се допаѓа или не, за да видиме како да се оди напред, ако стварно тоа се сака. Значи, наша одговорност на луѓето кои што немаат политички калкулации во овој проблем, ваша, моја, на сите експерти кои што не очекуваат некакви лични интереси од некаква политичка гарнитура, е да бидеме отворени за дебатата што во моментов се води во ЕУ и за дебатата што се води кај нас. За дискрепанцата помеѓу тие две дебати. Ние имаме гап помеѓу тие две дебати. Кај нас имаме два екстреми. Имате една група на луѓе кои што се еврофундаменталисти. Значи, не дозволуваат критика да се каже за ЕУ. Ние имаме тоа е просто една психопатологија, ако сакате. Значи, оди дотаму што сите критичари на било која политика од ЕУ се обвинуваат дека се проруски служби, дека се соработуваат со некакви интереси и така, мислам, некакви групации и така натаму. Дури имавме обвинување за хибриден напад. Значи, тоа не е добро. Ние зборуваме за Европската унија, чија што суштина е слободата на говор и слободата на критика. Тие луѓе никогаш не излегле надвор од Скопје на некоја сериозна дебата во Париз, во Берлин, во Копенхаген, во Виена. На сите дебати надвор, Европската унија и тоа како се критикува. Ние ја критикуваме ЕУ во надеж и со желба таа да биде подобра. Дали исто како што ја критикуваме владата или властите, значи, со цел да се поправат. Не од евроскептицизам. Значи, еврофундаментализам во смисла на тоа, бидејќи еве и малце и нова терминологија, во смисла на тоа дека не дозволуваат еврорадикали. Еврорадикали ќе кажеме. Еврорадикали во смисла на тоа дека значи, не смее да се критикува Европската унија. Да, и мене тоа ме потсетува на членството на политичките партии кај нас, каде што ако магарето лета, се што ќе каже лидерот е добро, се што ќе каже партијата е добро. Тоа не е здраво ни за нашата дебата, ни за самата ЕУ. Вистинските еврофили се отворени за критика и отворени се да бараат како ЕУ да стане подобро. Но дали овие сега другата крајност. Да, дали овие излегуваат во јавноста, овие еврофундаменталисти, поради евроскептицизмот кој расте или кој на некој начин се форсира. Не излегуваат заради тоа. Например, тие беа присутни точно кога се прифаќаше францускиот предлог, тогаш немало таков тип на евроскептицизми од другата страна, меѓутоа тие беа присутни и критикуваа секој кој што критикува. Така не се води дебата со етикетирање. Не имавме премиер кој што во сред Брисел кажа дека нашите експерти се со купени дипломи. Мислам за што зборуваме. Кој што се јавуваше по директори на телевизија да укинат емисии. Мислам, страшно. Меѓутоа, другата крајност која? Другата крајност се луѓе кои што велат ЕУ секако не нас така, секако нема да има проширување, што и да правиме, ништо од тоа не бива. И тука имаме крајност која сега тука имаме и министри кои викаат дека никогаш нема да станеме дел од ЕУ, дека Албанија никогаш нема да стане дел од ЕУ. Затоа викам, ако во една страна имаме луѓе кои се на власт, индиректно или директно. Ама јас зборувам за овие дека постоја кога овие не беа власт. Ма не, зборуваме сега во денешен контекст. Ако денеска имаме од една страна луѓе, дури од власта, кои на некој начин потикнуваат евроскептицизам. Од друга страна има и еврофили или еврофундаменталисти кои не дозволуваат да се критикува Европската унија, реално граѓаните може да бидат зачудени најмалку. И како и обично што бива во вакви екстреми, решението и вистинскиот пат е секогаш на средина. Значи, златната средина, затоа што навистина тоа е како ние можеме да излеземе од овој ужасен круг. Ние мора да бидеме, како што кажавме, искрени и мора да бидеме отворени во оваа дебата за да најдеме решение што понатаму. Вие не можете денеска да зборувате дека нема моментум, колку и да е овој збор нели ужасно искористен во оваа смисла, дека нема нов моментум во проширувањето. Европа се разбуди дека проширување мора да има заради сите погрешни причини, би рекла.
Значи, не заради моментот кој што требаше да постои, туку од различни погрешни причини, од безбедност па до закони, геополитика, енергетика, економија, но што тоа е реалност. Реалност е дека е разбудена и дека навистина постои тој момент на свесност кај особено кај некои од земјите кои што претходно беа скептици. Данска, па и Холандија на некој начин, Шведска, значи Скандинавија е тука подразбудена, свесна е дека треба таков тип на проширување. Како тоа ќе се случи во Европа уште не знае. Што е суштината? Имаме процес кој што го води комисијата, Европската комисија. Тоа е процесот на преговори. Кога процесот на преговори ќе заврши, никој не може да гарантира. Последното интервју на земјата членка односно земјата претседавач со ЕУ, Данска, министерката ова јавно го кажа дека нема гаранции дека кога една земја ќе заврши преговори, таа може и да стане членка, затоа што потоа следи ратификација во сите парламенти, едни погрешни избори, некаде популисти да ти дојдат во Франција или во Холандија или каде и да е, се оди низбрдо. Како ЕУ ова треба да го реши? ЕУ станува свесни за сопствените грешки и слабости. Свесна е дека процесот на одлучување мора да трпи промени, не само за проширувањето, за сите други политики. Затоа има иницијативи за укинување на консензусот и за одење кон двотретинско одлучување. Но тука момент. Да. Но овој момент во контекст токму на тоа што го зборуваме е дека дебатата која се одвива во Европска Унија се зема како черепик, што се вика, како цреша, не дрво од цреша. Трешата што си ја сакаш, си ја земаш, таа што не си ја сакаш, си ја оставаш. И сега како аргумент се користи токму ова што вие го кажавте. Дека во Европска Унија сега има дебата, можеби ќе се смени начинот на одлучување, до тогаш ние ќе чекаме. Ама чекаме што значи? Ниедна реформа. Не само тоа, ние не можеме да чекаме не правејќи ништо дури за политичката блокада што имаме. Значи, возот се движи. Вие треба да чекате качени на возот. Не треба да чекате на перон. Ако седите на клупа и чекате, ништо не сте направиле. Качете се на возот и дебатирајте и чекајте додека возот се движи. При тоа не зборувам за слепо прифаќање на се што се нуди. Зборувам за наоѓање на решение кое што во рамките на возможното. Сега, таа дебата не се однесува само на процесот на одлучување. Имаме друга дебата за постепена интеграција. Неколку идеи се намаса. Но ова се работи со години. Работат сериозни европски експерти, работат земји членки. Почна од Франција, имаме француско-германска група, имаме Словенија, имаме Данска, Шведска, Австрија тука, значи има разни држави со различни идеи. Точно е дека иднината на ЕУ ќе се менува. Ние се уште не можеме, самата ЕУ не може да предвиди како тоа ќе изгледа во иднина. Но наша обврска е таа дебата да ја следиме што поблиску, од што поблиску и да дадеме свој придонес во таа дебата. Две поенти сакам да подлечам во ова што зборуваме. Прво, искреноста. И стварно треба да бидеме искрени. И политичарите, и сите ние што можеби се занимаваме со ова проблематика. И треба да се почне најверојатно од фактот што тоа што е потпишано треба да се спроведе прво од наша страна. Но не на начин или со чувство на омаловаженост. Токму така, ама затоа и Кошта кажа, самиот Кошта кажа дека треба да се бара. Тука треба да се почне се, нели? Мора да се каже на луѓето, ние ова мора да го направиме, но ама тој го велат реално. Сега ако сме честни, они велат дека внесувањето на бугарското малцинство во уставот не е проблем, туку тоа треба да се направи под дадени услови. Мојот проблем е што јас не гледам дека некој работи сериозно на тие услови да се обезбедат. Значи што правиме ние како општество? Добро, имавме избори. Помината цела кампања, цела година се занимававме со нешто што треба да биде изградба на патишта, канализација и водовод. Заврши тоа, имаме сериозно ослабена опозиција, имаме власт која што има сериозен легитимитет. Дајте да ги впрегнеме сите сили во општеството, сите умови од сите страни, сите етнички заедници, да седнеме и да бараме како понатаму да се излезе од ова. Затоа што, знаете, бескрајни дебати ќе водиме, кој бил виновен, како бил виновен, заврши работата. Значи, што правиме сега? Тоа е како кога имате проблем, кога ќе се соочите со здравствен проблем, значи, заудно е веќе вие да мислите кој бил виновен и дали требаше помалку да пушам или дали требаше помалку алкохол да пијам или дали можеби требаше нешто друго да преземам. Проблемот е тука. Што правиме сега за него да го решиме? Тука мора да биде фокусот. И таа е таа искреност. Добро, готово, почнуваме од понеделник. Што правиме од понеделник? Ако ова го има, најверојатно
тоа што ти го слушаш, а еве и јас го знам од дипломати, може би решение ќе има и во контекст на тоа што самата Европска Унија зборува, но и во контекст на тоа што нашите граѓани, нашата влада сака да направи. Но еве, во еден контекст, премиерот на Албанија Еди Рама кажа ние сакаме да бидеме дел од Европска Унија, макар и да немаме право за глас. Така е, тоа е многу интересно. Значи, Еди Рама вели сакаме дел од ЕУ и да немаме право на глас. Црна Гора вели ова е нефер, јас не сакам така. Ние сакаме ако влеземе во ЕУ да си бидеме како што е Хрватска. На што личи ова сега ние? Јас мислам дека тука Рама е во право. Значи, знаете како, нас ни треба интеграција во таа некаква унија, како и да изгледа во еднината, без разлика на нашиот политички глас. Па кој глас сега го имаме? Сега да бидеме реални. Значи, нас ни треба пристап до слободниот пазар, нас ни треба интегрирање на сите реформи, интегрирање на сите добри практики на владење, на институции како раководат и така натаму. Како тоа ќе изгледа на крај, самата ЕУ како ќе изгледа, сепак не е наша работа да одлучиме, затоа што не сме членка, ќе си седнат, ќе си одлучат тие кои што се членки. Гледаме дека има разни идеи. Например, ако сакате, ќе цитирам сега председателот на Конрад Аденауер фондација од Брисел. Значи, тој уште пред неколку месеци кажа дека ја забораваме и Британија во приказнава. Значи, Британија, нели, имаме Брекзит, Британија излезе. Меѓутоа, во делот на одбранбена политика и надворешна политика, Британија е повеќе од ЕУ од Унгарија. Повеќе ЕУ од Словачка. Значи, ЕУ ќе мора да се трансформира најверојатно во такви некои кругови околу политики. За дадена политика ќе имате група земји, за друга политика друга група на земји. Тука, Македонија секако мора да го најде своето место. Ние можеме да бидеме дел од различни приказни, од различни политики. Како тоа ќе изгледа, затоа реков, важно е ние да бидеме на масата и да зборуваме за тоа. Да бидеме дел од приказна. Но чувството дека властите намерно не ја сакат интеграцијата, исто така паралелно стои кај граѓаните, бидејќи зошто кај нас луѓето ја сакаат Европската Унија, бидејќи они мислат дека ако сме дел од ЕУ, веќе се ќе профункционира како што треба. Тоа е исто малку лажен наратив, ќе кажам и зошто. Затоа што без сили дома во општеството, кои што ќе ги трукаат реформите, ние што ќе станеме? Ќе станеме некоја земја членка на ЕУ, која што навистина има повторно домашни проблеми. Не се во криво оние критичари кои што велат дека и дел од земјите на ЕУ имаат сериозни проблеми. Сега гледаме каква е Унгарија, гледаме Словачка, Полска до неодамна. Еве Бугарија, еве, ама видете, таму има една силна граѓанска иницијатива во моментов која што е за пофалба, ама проблемите се тука, значи не ги решила ЕУ. Затоа кој е фокусот наш? Кој треба да биде фокусот? Да не создаваме илузии дека ЕУ е решение за се. Не е ЕУ решение за се, меѓутоа може да биде сила, поттик за оние домашни фактори кои што сакаат да создадат ред во општеството. Ние гледаме во самата ЕУ проблеми. Па Господе Боже, мислам сега имаше со Федерика Могарини, тоа е скандал на сите скандали. Еве тоа баш тоа ќе го спомнав. Скептиците викаат еве што ќе бараме во Европска Унија. Види што прават челниците. Една од најбитните личности на Европската Унија, нели претходно, не сега, Могерини сега е во затвор. Од друга страна, тие што се поддржувачи викаат еве ова покажува дека правната држава функционира и ако има проблем, дури и највисоките челници ќе се најдат зад решетки. И двете се во право, пак ќе кажам зошто? Затоа што навистина е тажно кога една унија е изградена врз вредности. Знаете, една мала дигресија. Соединетите американски држави се сила, суперсила, воена сила, имаат мускули. ЕУ тоа никогаш го немала. Силата на ЕУ е во вредностите. Вие сте создадени како заедница на почитување на различности, заедница на владење на право, на граѓански слободи. Но дали ова мит веќе? Не смее да биде, затоа што во моментот кога тоа ќе стане мит, готово е со ЕУ. Значи, видете што се случи со Газа. Пак една дигресија, ама многу е важно. Нашите еврофундаменталисти повторно имаат погрешна теза кога мислат дека мала држава не може да биде гласна или не може да се избори за својата позиција. Знаете ли која беше државата која што прва проговори во рамките на ЕУ против ужасот што се случува во Газа?
Словенија. Да. Словенија, мала земја, никој ништо ќе речете, словенските лидери, односно лидерки, морам да кажам жени, беа гласни и кажаа нешто што ни една друга држава од големите не се осмели да го каже, па потоа тоа почна полека да се шири тој наратив во самата ЕУ. ЕУ молчеше пред очигледна неправда што се случува во Газа. Кога вие молчите за такви работи, кога вие имате високи представници кои што се фатени еклатантно во корупција, се разбира дека тоа го храни евроскептицизмот и давате материјал на оние луѓе кои што велат па што бараме таму. Но од друга страна, фактот што тие се фатени, фактот што лоцирана е вината, фактот што не се молчи пред корупцијата, таа е вредноста која што ние треба да издигнеме и да ни биде нас инспирација како луѓе кои што сакаме таму да членуваме или сакаме да се движиме кон таму. Корупција има секаде, да не се лажеме. Значи, дали има одговорност? Тоа е прашањето. Но паралелно со Могерини, исто така беше и другиот наратив, еве сега као Албанија оди напред, ги отвори сите кластери, но ние сепак сме пред Албанија. И тоа не задоволи. Тоа беше кажано на секаде. Да, сакам да речам зошто не е само наратив, тоа е факт од аспект на техничка смисла. Да. И тоа го знае секој кој што ги следи европските интеграции, мислам, надвор од памет е да се спорат факти, зборуваме за бројки. Да, ние сме технички се уште во 8 полиња од интегративниот процес, во вкупната подготвеност пред Албанија, но тоа што значи? Тоа само кажува дека процесот е скршен и дека процесот не е базиран врз мерит и дека самата ЕУ, критиките кон ЕУ се токму во таа настока, дека токму овие податоци вас ви кажуваат дека процесот ви е скршен. Нас тоа не треба да не задоволува. Тоа нас ни е дополнителна одговорност. Јас не знам како тоа се сваќа како некаков тип на алиби, дека сега еве ние сме напред, па не треба ништо да правиме. Тоа ќе се смени. Значи ние што сме напред во овој момент, тоа не значи ништо. И Србија е пред нас, па ние ја стигаме многу брзо, затоа што стои, стагнира. Значи тоа е динамичен процес и се менува. Сега сме напред, за година дена нема да бидеме. Но се користи како аргумент да сега ајде што толку. Ама гледате како и кај овој аргумент пак имате две крајности кои што се погрешни. Едната крајност е ние сме пред Албанија и сега готова, нека си бара ја учаре како нас да ни извади од таму, а другата е не е точно, не сме пред Албанија, побогу, точно е факти се, ама тоа не значи ништо. Мислам, ме разбирате? Повторне на средина вистината и начинот на кој што треба да се пристапи кон овие факти. Тоа што технички сме пред Албанија не значи ништо во смисла на интегративниот процес од аспект на продолжување на преговорите по него. Морам да повторам тука, бидејќи еве често се случува во социјалните мрежи да се отвара прашањето, токму во контекст на овие разговори, на овој разговор што сега го зборуваме, дека Европска Унија ќе пропадне, дека се што се случува таму веќе не е ништо добро, еве ние сме пред Албанија и сите овие работи, но и прашањето дали ЕУ или БРИКС. Тоа не е прашање, мислам дека на вистина тоа не може да биде ни дилема. Каков БРИКС, мислам, зашто зборуваме? Видете ја нашата економска соработка, видете ги нашите трговски партнери, видете ги нашите природни историски релации. Ние сме Европа, ние можеби не сме ЕУ, ама ние сме Европа, ние сме дел од континентот. Видете каде студираат нашите млади, видете каде ние одиме, каде најчесто патуваме, со кои земји имаме најголема културна, економска, какви да е соработка. Мислам, ова дека е една толку банална дури глупост, за која што не треба воопшто ни да се троши време да се дебанкира, да речам, како фейк ньюс. Но критичарите токму викаат дека ако властите протежираат индиректно вакви теми, кажавме јавно, они тоа не го кажуваат, но индиректно, го прават намерно за да можат партизацијата да биде послободна, еве и национализмот или темите на национализмот веќе се подкреваат, и ова на некој начин им дава можност да прават што сакаат, а главните теми ќе ги збора така со големи зборови, ама ништо во практика. Да, точно, тука има логика, меѓутоа партизацијата, знаете, нема ЕУ нас да не спаси од партизација. Нас ќе не спаси од партизација свеста на самите граѓани и пред се реформите во самите македонски партии. Кога зборувам македонски, не зборувам на македонскиот политички блок, туку нели како Македонија како држава, да. Значи во албанскиот корпус и во македонскиот корпус, ако сакат и во малите етнички заедници, турската партија, партијата на србите, на власите, се едно. Значи нашите партии се клиентелистички.
Кога зборуваме дека треба да сме искрени, точка. Значи, тука да го видам човекот кој што ќе ме демантира во ова. Значи, нашите партии се создадени врз клиентелизам. Може би на времето имало некаква идеологија и некогаш луѓето тука се врзувале околу идеологија, сега веќе тоа не постои. Значи, сега имаме чисто клиентелистички партии. Тука и таму светли примери кои што се борат тоа да го променат од внатре, но тоа се само примери исклучоци кои што го потврдуваат правилото. Мора да се смени политичката култура. Самите партии мора да растат. Имаме се поголем број на граѓани кои што се апатични, не сакаат да се мешаат со политика. Политиката стана валка на работа. Да се занимавате со политика стана онака понижувачки. Сите луѓе кои што не можат да се најдат професија или работа одат во политика. Токму тоа е чувството кај младите. И тоа мора да се промени. Политиката мора да ја вратиме да биде професија на благородност, професија на идеали, професија на вистински. Никој не верува на ова КТ веќе. И кога гледаме како се запослуваат луѓето, кога се оди преку партии, дури и со оваа власт, која дојде со со огромни пароли дека токму тоа ќе го смени, разочарувањето е уште повеќе и во контекст на Европската Унија. Сите викаат дека заради тоа никој не сака да оди напред, бидејќи вака партиите можат да се задоволат сами или нивните поддржувачи. Тука е затоа граѓанската одговорност многу важна и важно е граѓаните да се свесни дека го имаат нивниот глас да се побунат за ова. А јас ќе кажам пример од нашата иницијатива во здравството. Запознат си што правиме во здравството, значи кога имате вие 1000, 2000, 3000 луѓе кои што велат ова законско решение не е добро, треба да се промени, неговата имплементација е ужасна и е слика за партизацијата на здравствениот систем, нема министер и нема влада која што ќе остане нема. Затоа што имате корпус на граѓани од професијата кои што креваат глас. Дали нашите граѓани се свесни дека нивниот глас е сила? Дали се свесни дека не смеат да молчат? Изборувам не само како слободни граѓани, дури во самите партии. Значи мора критиката да биде насочена конструктивна. Знаете дека во странство, во партиите дозволени се фракции. Кај нас е страшно ако некој го искритикува лидерот. Боже мој. Кај нас е страшно и кога критикуваме во смисла на тоа како се да биде подобро и се зема дека ти си со непријателот. Лично, тоа е страшно. Па ние тоа најдобро го знаеме како новинари. Кога е СДСМ на власт, јас сум најголема ВМРО-вка. Кога е ВМРО на власт, јас сум најголема СДСМ-овка. Или обратно. Значи, кај вас, дуи влен сега како и да е. Значи, тоа е страшно. Вие кога критикувате во насока да се променат нештата на подобро. Не критикувате затоа што некој вас ви должи нешто или затоа што вие должите некому, Боже. Морам да го спомнам тука и огромниот наратив со национализмот кој исто така е поприсутен. Некако во последен период има се повеќе пишувања, така ќе се изразам, во социјалните мрежи без никаков пардон и тоа го потикнува меѓуетничките тензии. Исто и го спомнувам за тоа што зборуваме, бидејќи и овој момент некои критичари викаат дека намерно се прави за да може властите да не ги гледаме, не ги критикуваме за другите работи. Колку ова штети? Дали ти си новинар многу години, заедно сме работеле многу години. За мене е жално да се вратиме повторно на овие теми, а ги гледаме дека се присутни. Знаете како, ја мислам дека... Значи повторно пароли, страшно, па графити, па не знам што. Дежаву. Да. Како, дали исто ова ќе се користи како изговор за неуспесите на властата? Знаете како, кај нас ова како да воскреснуваат темите од време на време, нели, повторно, меѓутоа јас не сум таков песимист, барем од она што го гледам во сопственото опкружување. Јас мислам дека новите генерации не можат да паднат на оваа пропаганда. Мислам дека сите наши деца, и македонци, и албанци, и турци, власи, роми, бугари, значи кој сакате кажете ги, кај нас имаат еден ист проблем, а тој проблем е партизација, нефункционирање на системот. Значи, еве сега излезе истражување дека Тетовскиот универзитет 10 години не објавил финална завршна финансиска сметка. Знаете ли тоа што значи? Знаете ли каков простор за корупција тука е оставен? На какви универзитети студираат нашите деца? Во какви болници се лекуваат нашите деца? Каков воздух живеат? Пред 3 дена
или завчера беше, Скопје беше повторно најзагаден град во светот или во Европа. Не ме фаќајте за збор, меѓутоа беше во топ листата и тоа ќе го гледаме сега есенва и зимава. Значи тоа се темите што ги задираат сите без разлика на етничката припадност. И нашите млади мислам дека се за тоа свесни. Нашите млади меѓу себе комуницираат на англиски јазик, додека ние тука им продаваме приказни за не знам, за национализам или за етничка доминација. Мислам дека не поминуваат тие теми кај новите генерации и нашата политика ќе мора тука да се дискусиите се употреба на албанскиот јазик. Ама тоа ќе кого е? Повторно се ќе возрастните. Сте виделе ли вие млад човек да дебатира за тоа? Јас не сум видела. Младите луѓе дебатираат. Но после се потикнува, а тоа ми е идејата. Дали овие теми се користат за види дека се корисни, секако дека не се, дека се штетни се, дека прават дефокус, но мислам дека колку повеќе ние им даваме сила, знаете зборот е сила. Колку повеќе ние ги факторизираме тие теми, толку повеќе ќе растат. Тие теми ние треба со презир да ги гледаме, ние треба на секој национализам да му пукнеме в лица и ние треба да речеме на сите луѓе кои што шират таков тип на наративи дека вие припаѓате на буништето на историјата. За вас во денешниот свет во 21 век нема место. Ние имаме теми тука кои што зборуваме за 21 вештачка интелигенција, имаме, видете во какво студио правиме интервју. Мислам, едноставно овие теми се недепласирани, овие теми се непостоечки, ние се трудиме, тоа се некои архаични типови на политичари кои што сметаат дека повторно сме некаде 96-7 или 2001. Добро, Кате, ние може да зборуваме уште долго, ама мислам дека поентите се тоа дека ни фали искреност за сите овие процеси и таа искреност треба директно да ја прифатиме без манипулации и чувството дека тоа што не се прави се крие со некои други теми како што се партизација, национализам или па дури евроскептицизам, во суштина ги прави луѓето да бидат уште поскептични. Но еве за крај нема многу надеж кога зборуваш кај луѓето, но мислиш ли дека ова политичка класа и генерација, сега не зборувам конкретно за ова власт, него во еден поширок контекст, ќе може да најде мотив за овие теми, за интеграциите и ќе го врати мотивот и во администрацијата и во луѓето за да се има надеж. Ова е многу добро, да се врати мотивот. Нас ни е потребен насушен еден нов импулс на енергија. Нас ни е потребна една свест дека можеме да направиме повеќе од државата и можеме. Ние сме толку мала земја, ние сме еден град. Нас ни треба една само добра администрација и добро водење понатаму. Не мислам дека е невозможно. Јас не сакам да бидам песимист. Моето животно мото е дека мора да се бараат решенија, мора да се работи на решение и да се бара патот напред. Со ваков пристап, со барање на поголема искреност од носителите на одлуки и од сите општествени фактори и со форсирање на некакво доближување на двата крајности за кои што зборувавме. Тоа нам ни треба. Нам ни треба диалог, поврзување, затоа што верувајте дека нема да има решение, особено за европските интеграции, ниту на едната, ниту на другата точка од двата радикални погледи. Ако се доближиме на средина, ќе имаме пробив. За ова тврдам и можеме да се видиме во следната. Кај нас чувството е дека и ќе завршиме со ова дека токму за ова националниот консенсус за интеграциите не постои. Сепак има различни ведувања. Тоа е здраво, ама на крај тие различни видувања треба да се вметнат во еден наратив, државен наратив. Јас нема друга држава, извинете, па ако, можеби Србија сега е во една ужасна состојба политичка внатрешна, меѓутоа во околината, особено не Бугарија, ако веќе ја земаме како земја со која што имаме отворен проблем, каде што се нема консензус за ова прашање. Фактот што ние не знаеме да седнеме, да се разбереме и да најдеме пат понатаму, зборувам за меѓуполитички, меѓуетнички, меѓуопштествен и општо, па ако сакат и меѓугенерацијски договор за како понатаму. Мораме да најдеме заеднички јазик. Ние не сме непријатели. Ние со нашите неистомисленици сме жители, граѓани на оваа држава и имаме еднаква одговорност и еднакво право да најдеме начин кој што ќе ги задоволи сите потреби. И па со ова порака ќе завршиме. Ти благодарам многу за овој разговор и понекогаш ваквите разговори можеби се
продуктивни, бидејќи исто се дел од тоа наша искреност што ние и го зборуваме и дневно, но еве го искажуваме и јавно. Така е. Јас се надевам дека ќе мотивираме, ако ништо друго, да се отвори една вистинска дебата, на вистина со од луѓе кои што имаат мотив да се најде решение и да придонесат. Катарина Синадиновска, ти благодарам многу. Благодарам. Тодашун диекас сичедини подкастот на Мунди Дични на дигиталите социјалет газета Скоха, на канали на YouTube газета Коа, сиде на фаше на интернетит, де кту дот përmbyllim edhe këtë podcast të radhës, kësa radhe pak për çështjen e Bashkimit Evropian, por më tepër për motivet dhe defokusimet që ndoshta ndodhin për këtë çështje aq të rëndësishme për qytetarët. Deri në podcastin e radhës nga unë Azim Rashidi. Mirupafshim.